Добре дојдовте во неделната анализа. Повторно се наоѓаме во bull market. Повторно еуфорија. Луѓето викаат дека се наоѓаме во bull market, но знаете што? Ние се наоѓаме во bull market уште многу одамна. Луѓето тек сега го сваќаат тоа. Имавме корекција, се беше штама на пазарот, сите луѓе беа изгубени, не знаеа што да прават, изгубија надеж, криптото не може веќе се врати назад, после толкав пат. Кој знае дали ќе стигнеме барем да си ги вратиме парите кои ги инвестиравме почетно, а дојдеме на некоја си почетна позитивна нула. Сега, што се случува, внимавајте добро. Сакам да ви направам една анализа и внимателно сакам да ги следите сите информации, за да знаете што ќе се случува со пазарот понатаму и да останете информирани и да бидете во тек со сите настани. Моментално се наоѓаме на чартот на маркет капот на целиот крипто пазар. Значи ова е маркет капитализацијата на целиот крипто пазар. Некни стигнавме некаде до 3,7 трилиони, само да го намалам ова да видам точно до кај беме. Еве сме, значи 3,73 некаде, па паднавме на 2,55, значи преку 1 трилион. Паднавме за околу 1,5 месец, значи 1 трилион и повеќе. Сега, внимавајте добро што се случува. Во целата оваа консолидација или корекција да речеме, што е здрава за крипто пазарот, многу луѓе кои не го разбираат, посебно оние кои се првпат во крипто пазарот, се исплашија и мислат дека крај, сето тоа заврши и нема повеќе враќање назад. Па сите кои инвестираа мислат дека овој крипто маркет кап не може да оди нагоре, дека влегоме во bear маркет и не знам слични муабети. Јас некни правев анализа и спомнав дека предвидувањата, анализите се дека во овој bull маркет ќе стигнеме некаде од 8 до 12 трилиони маркет кап. Некој си просек да го земе дека е 10. И луѓето кога го видеа посебно овој пат сега, кога паднаме од 3,7 на 2,6, мислат дека е речиси невозможно. Но ќе ви кажам дека и како е возможно. Зошто? Внимавајте сега. Ќе направиме тука само едно мерење. Се наоѓаме на дневен чарт, значи на дневен таймфрейм. Секоја свеќа која ја гледате овдека представува еден ден. Сега, внимавајте добро, сакам да ја погледнете само последнава свеќа. Значи ова го представува само денешниот ден. Што се случува? Ако земеме да измериме од дното, кога сме почнале денеска, се наоѓаме на 2,75, па до врвот, докаде што стигнал маркет капот. Внимавајте добро сега. Ако не се гледа добро, може и да го зголемам. Видете оваа бројка овдека. Значи за еден ден имаме влеани 370 милиарди долари средства во крипто пазарот. Значи 370 милиарди нови влеани средства во целиот крипто пазар. Па зарем се сомневате дека може да дојдеме до 10 трилиони во текот на неколку месеци? Ако за еден ден можеле да се влеат 370 милиарди, јас не знам што некого го чуди да дојдеме до 8, 10, 12, 15 трилиони во текот на неколку месеци или во текот на целата година. Значи, како што гледате, тука имаме искачување на маркет капот од 2,75 на 3,12 само за еден ден. Значи 13%. Но дали е тоа крај и дали сега трнуваме само нагоре и никако нема корекција? Како што кажав, и покрај вакви движења на цените и покрај вакви зелени бранови, многу луѓе ќе изгубат пари наместо да добијат. Зошто? Затоа што не знаат точно што да прават, не знаат кога да се позиционираат и ги немаат правите информации. Затоа ако сакате да останете профитабилни во овој пазар, мора секогаш да останете информирани и да бидете во тек со сите настани кои се случуваат. Се уште чартот нема јасна насока и движењето на цената, затоа ќе се навратиме овдека на биткоин, ќе направиме на анализа и на биткоин. Ќе се вратиме на месечен чарт. Ние во VIP групата каде што сме со членовите пред неколку дена имавме на анализа воопшто на целиот пазар и на биткоин и го кажав токму ова што се случуваше. Кога дојдом овде некаде околу 90-95 илјади, сите беа во некоја еуфорија, отвараа лонг позиции, дека од тука веќе нема враќање назад, стигнаме до дното и сега ќе одиме над 100, 110, 120 и уште нагоре. Ние, што ја правиме анализата, е дека, вака сега да се вратам само на weekly, за да не ја должам многу,
Имаме тука два гапови кои треба да се пополнат. Внимавајте. Значи два гапови. Сега, што се случи? Овие што ги гледате, значи правоаголници нацртани тука, едниот гап веќе влеговме со цената на биткоин во него, може да го покажеме тоа уште појасно да ги видите светите на на дневно ниво не ми се направи да ги покажува. Може сега да ги направиме вака. Visibility all intervals. Океј. Сега ќе одиме на дневно ниво. Видете што се случуваше. Значи овој правоаголник кој го гледате тука е едниот гап кој требаше да се исполни. Како што кажа, луѓето од 96 некаде и дури и дното каде што неколку пати се одбиваше цената на биткоин од 90.000, сите отвараа лонг позиции мислејќи дека од тука не може да одиме надоле. Ние правиме анализа дека овие гапови треба да се потполнат. Кога тогаш тие ќе бидат пополнети. И точно како што беше анализата, гледаме тука движење на цената надоле, влегува во овој гап, го исполнува цел, дури се стимнува под него. А што значи тоа? Дојдовме дури до вториот гап. Видете што се случува овдека. Значи цената на биткоин се спушти за да го пополни и вториот гап. Влегуваме тука, значи во зоната под 80.000 и се симнаме дури до 78. Јас очекувам оваа цена да се стимне, значи да ја допреме оваа свеќа каде што е затворена претходната, за да имаме целосно пополнување и на вториот гап или на месечно ниво, ако се вратиме, тоа е 1 целосен, значи од ова затварање гледаме нагоре дека ниедна свеќа не се допира со затварањето на оваа свеќа. А тоа во трейдингот има значи посебно значење, речи си секогаш во 99% случаите вакви гапови каде што немаме допирање на затварањето со наредната свеќа, тогаш секогаш имаме дисбаланс меѓу нарачките, значи на големите китови и речи си во 99% случаи оваа цена кога тогаш ќе се врати назад да го пополни овој гап, да се исполнат сите нарачки кои се ставени тука за продажба и за купување, пред повторно да имаме движење на цената нагоре. Сега, зошто го кажувам ова? Како што кажав, со самиот памп кој го добивме денеска и самото искачување на маркет капот, луѓето мислат дека крај, од тука одиме само нагоре. Биткоин, како што гледаме, пак да се вратам на дневно ниво, за да ви биде појасно. Еве го. Значи, како што гледаме, од 85, точно од 85.000 долари. Еве го и на часовно, еве го. Точно од линијата од 85.000 долари се одби и дојдоме дури до 95, значи 10.000 долари за 3 часа. Значи се наоѓаме на 1 часовен таймфрейм. 1, 2, 3 часа. За 3 часа имаме 10.000 долари искачување на цената на биткоин. И знаете што се случува, што е најинтересно? Сите луѓе кои беа исплашени кога се паѓаше, кога имаме корекција во изминатиот месец и пол два, сите се плашеа, сите излегуваа, продаваа дури со загуба, само мал дел од луѓето се позиционира. А тоа често пати го кажував и во групата на Телеграм и секаде објавував објави. Користете го овој пат, купувајте затоа што се е на попуст. Ја видиме повторно враќање на цената. Но многу луѓе тогаш не само што не купуваа, туку и продаваа со загуба, од страв, од паника, од ширење на негативни вести. А сега, кога имаме памп на цената, кога за 3 часа скокнаме за 10.000 долари, знаете што? Тек сега влегуваат луѓе со нарачки, со купување, со огромни количини. Но она што е наинтересно, тие кои влегуваат сега, повторно ќе бидат излезна ликвидност за оние кои купиле на дното. Зошто го кажувам ова? Повторно, мислам дека се работи за инсайдерски трейдинг и тешка манипулација од страна на Трамп и неговата екипа таму, а зошто ќе ви покажам сега. Видете оваа слика. Денеска са бајле. Значи, имаме некој отворил лонг позиција на Етериум со 123 милиони долари. И исто така лонг позиција на биткоин со 72 милиони. И тоа внимавајте, што е најинтересно, со
50x leverage. Значи не се отворени позиции со 2, 3, 5 leverage, туку со 50. Вкупно имаме околу 200 милиони. Значи 200 милиони лонг позиции на биткоин и етериум со 50x leverage. За после неколку часа Трамп да најави дека ќе прават стратешка резерва, тоест тоа беше најавено уште одамна, но сега наводно ја потврди стратешката резерва. Најпрво, за да има малце еуфорија на целиот пазар, најпрво таа стратешка резерва беше потврдена за US Base, значи оние базирани проекти во Америка кои се, и тука ги вклучи XRP, Solana и ADA, Cardano. За после неколку минути да го шерне, значи, неговиот твит и да каже дека очигледно, нели, биткоин и етериум ќе бидат во истата таа резерва, затоа што тие се срцето на биткоин, тоест на стратешката резерва на Америка. И кажа дека тој многу ги сака биткоин и етериум. Видете што се случува. Значи, сабајле, кај ми е сликата, еве ја. Значи, сабајле некој отвара две позиции со 200 милиони долари на 50x leverage, за после неколку часа Трамп да објави стратешка резерва на биткоин и етериум. Што мислите? Овие позиции моментално се наоѓаат на 400-500 милиони долари профит за само 3-4 часа. Значи, преку 500 милиони долари профит за само неколку часа. И што се случува? Луѓето кои влегуваат сега, како што кажав, штом почнаа да се појавуваат скриншотови по интернет со профити, со разни позиции отворени, тоа значи дека е време да се излегува, а не да се влегува. Некој ќе ги затвори овие нарачки, и не се само овие, туку се работи за премногу нарачки, а тоа ни го кажува овој чарт. Еве се, значи ордери и големи трейдови на китови. Видете што се случува. Значи тука имаме large buy, значи големи купувања, каде? На 79, на 80, на 85, но како што цената се движела нагоре, како што гледаме 88, 90, 91, 92, секаде ваму имаме огромни продажби. Значи, оние кои купувале под 80.000, над 87, 8, над 90.000, веќе почнуваат да продаваат. А што се случува со обичниот народ? Живее во страв, во паника и тука ништо не инвестираат, се плашат да не ги изгубат своите средства, па дури тие кои ги купиле горе, кога им дошле 20-30% во минус, тука ги продале со загуба, и кога некој тука купувал, и сега, кога цената пораснала за 20-30%, луѓето сега влегуваат и повторно стануваат излезна ликвидност за големите китови. Како што кажав, доколку не знаете што правите, не се едуцирате, не сте информирани, не ги пратите настаните, секогаш ќе бидете само ликвидност за големите китови кои играат на пазарот. Видовте што се случи. Имаме 1-2 месеци пад на пазарот и гледаме дека сето тоа може да се врати за само еден ден. Но ако знаете што правите, ако знаете кога да се позиционирате, додека ако влегувате на пазарот само со емоции и без знаење, секогаш ќе завршите со вашите пари да ми ги наполните парите на големите китови кои го движат пазарот и на крај секогаш ќе излеза профитабилни, затоа што не влегуваат на пазарот со емоции, туку со информации. А доколку сакате повеќе информации, Солида клуб е тука за вас за да останете информирани и да бидете во тек со сите настани.